се наоѓам во Кокино, тоа е за мене едно место кое не е само митско, туку е од посебно значење во моето едно доживување на светот. На некој начин се чувствувам многу помалку осамен во она што се обидувам многу често да го направам, а тоа е да си го најдам некое мое место во космосот, колку и претенциозно тоа да звучи. Седејќи на овој престолот каде што, например, се чекала равноденицата, се обидувам да направам една паралела помеѓу она што јас го нарекувам мој живот, а тоа е театарот. Театарот кој всушност обилува со една посебна илузија на тоа дека може да се стави еден цел космос, една цела вселена во ореова лушпа, како што би рекол Шекспир. И на некој начин, не знам, седејќи овдека наоѓам некаква врска со тие древни пориви кај човекот да се најде, да се дефинира себе си во космосот. Театарот и всушност сега во овие години некако се разбрав себе си дека мојот ангажман во театарот токму бил на спонтан, на подсвесен, можеби понекогаш и свесен начин да некако се обидам да го дефинирам човекот, веројатно представен из некој мој видокруг и рекурс, човекот и неговото место во вселената, значи не само во една општествена заедница, туку каде се наоѓа во овие космички навистина ригорозни од една страна, прекрасни од друга страна, неумоливи од трета страна, законитости кои оваа бескрајна вселена или барем простор во кој човекот не може да види колку е голема, можеби таа е навистина една мала вселена во ореова лушпа. На некој известен начин илузијата на театарот, нешто што можеби на обичниот минувач во театарот не му е јасно, зошто некои возрастни луѓе седат во некоја просторија до касно навечер и си играат живот. Токму театарот, пак ќе се вратам со таа негова магичност на илузијата, ми пружи една прилика да се најдам себе си во овој координатен систем, се уште недофатлив на севкупноста на вистина на вселената. Кога човекот ќе застане пред неја, се чувствува како на брег на некој океан. Да го парафразирам Саган. Ние на некој начин во една научна емпириска смисла само сме ги навлажиле ножните прсти. Меѓутоа, од друга страна, театарот и уметноста се, како што знае да кажат древните мудреци, поетот знае да допре до неслутените длабочини и висини на космосот пред тоа да го направи научникот. Во таа смисла се чувствувам понекогаш во некои многу ретки моменти дека сум отишол многу подалеку од најдалечната сонда што ја има пратено НАСА. Затоа мислам дека вселенското истражување на човекот е едно исто, дури и самата современа наука тоа на некој начин веќе го има докажано. Театарот е живот за мене, меѓутоа е и начин да преживеам. Во таа смисла, како и древните цивилизации кои обидувајќи се да преживеат, всушност ги измислувале емпириските науки. Така и јас некако спонтано, уште од најраната возраст, уште веројатно од првите гимназиски денови, се обидов некако да го артикулирам моето сознание за светот или прашалниците кои обилува од тоа време во мојот живот за мене во животот, во светот. На некој начин театарот беше единственото место, единствената сигурна зона во која може се да се обиде човек, се да направи, да не се плаши од грешка, а кога е искрен, секогаш некако наградата доаѓа. Така мислам дека моето животно определување се случи многу спонтано, слично на некој начин како ова место на кој што сме, кај што обилува се енергија. Едноставно ве влече и едноставно
ве фрла на една платформа во која мора да правите театар. Those that are married already, all but one shall live. The rest shall stay as they are. To a nunnery go! Love, his affections do not that way tend. Nor would he spake to it, lacked form a little, was not like madness. There's something in his soul, for which his melancholy sits unbrewed. And I do doubt the hatch to disclose will be some present danger, for which to prevent, I have with quick determination thus set it down. He shall with speed to England. Знаеш дека не ми изгледаше баш многу заљубен од твој? Пак ќе треба да почнуваме од нула. Вечерва ќе биде хаос. Приказната на представата Розенкранц и Гилдестерн се мртви од еден современ британски автор Том Стопарт, всушност е приказна која се испреплетуваше со мојот живот во една најдиректна смисла. И следната представа која ќе биде после неја, ќе биде во сличниот мод, меѓутоа она што најмногу да некој начин ме помести во една позитивна смисла и работејќи ја таа представа е всушност дека самата нарација во представата беше на некој начин една моја интимна драма која доживував пред само неколку години. Всушност во Розенкранц и Гилдестерн се мртви, која беше моја дипломска представа, главните ликови се споредни ликови во оригиналниот текст на Шекспир Хамлет, а овдека се главни ликови луѓе фрлени во една фабула, во еден заплет од Хамлет во кој ништо не може да сочинат како логика, не можат да се разберат, да се најдат себе си, дури во мојот концепт од таа представа, дури тие ликови, што се сега споредни, а се инаку главни во Шекспировиот Хамлет, зборуваат на друг јазик, тоест на англиски. А главните ликови зборуваат на македонски јазик. Оваа билингвалност не беше само некој гек, беше еден тип на соочување на мене, Златко, или нас, македонците, во еден свет во кој наеднаш тргнавме, се запативме со еден брод кој слично како што ќе ги пратат Розенкранц и Гилдестерн за Британија, па ќе доживее некаква бура, па ќе остане без капетан и така натаму, а ќе преживеат на крај. Со среќна околност, така некако и ние како Македонија тогаш, не знам дали бевме што толку признаени, непризнаени, бевме некако се отиснавме од тој свет на запад, така да обично се кажува за пределот на Западна Европа и Северна Америка. И мојата приказна беше колку за Македонија, толку беше и моја, бидејќи пред само 3-4 години од пред да правам представата, живее во Лондон, живее во еден свет, да речем, како за еден млад човек, тогаш еден суров, брз свет, ултра наместен, прецизен и така натаму, доаѓајќи од СФРЈ, во една релативно смирена граѓанска средина, во еден свет каде што ако не си обезбедите леп од понеделник до четврток, во петок ќе гладувате. Во таа смисла некако најдов премногу додирни точки со текстот на Стопарт и во тој концепт на билингвалност практично на некој начин сакав покрај таа приказна за Македонија и незиниот почеток на патот. Те сеќавам убаво живо на сцена која работевме тој при крајот на представата, која всушност беше една какафониска слика на безбројни интереси, ликови, луѓе кои се мечуваат и пробудуваат меѓу себе, практично еден тип на битка, една полуметафорична, полуреалистична слика од кој никој не преживеа, слично како и во самиот Хамлет, освен двајцата смешно, трагични ликови Розенкранц и Гилдестерн, кои, кажувајќи дека они се уште млади, зашто да им дое крај на животот, се патуваат во мракот на сцената, во позадината на сцената и ги снемува, така да гледачот не знае дали загинаа заедно со други или едноставно ги снема на еден мистичен начин. Некако таа сцена ме следи до ден денес кај животот. Секој што прашувам,
се разбира како ќе заврши мојот живот во театарот. Дали ќе биде како Розенкранц и Гилдестер или нешто повеќе, и дали нивниот крај таков беше не тажен, трагичен или пак беше оптимистички и ведар. Смртта не може да се одглуми. Таа како факт нема никаква врска со тоа што ја гледаш како се случува. Смрт е кога некој никогаш повеќе не се појавува. Само толку. Сега го гледаш, сега не го гледаш. Само тоа е реално. Ненаметливо, ненајавено. Ја напушташ сцената, а твоето исчезнување, како што одминува времето, станува се подолго. Додека на крај не почне да мириса на смрт. Розенкранц и Гилдестер некако направија пресврт во дотогашното мое сваќање на себе си во театарот, покрај една артикулација, барање, начин да се преживее од денес до утре буквално, бидејќи тоа беше за мене живот во смисла создавање на мојата личност, бидејќи без тоа некако бев некомплетен и во моето мало и во мојот живот. Така Розенкранц и Гилдестер направија од Златко веројатно нешто што сега се кажува или се именува како професионален режисер. Многу често има ситуации во кои сме убедени дека ова што го работиме сега, дека е тоа дел од нашиот живот и од нашето сваќање на себе си во тој живот. Меѓутоа голема среќа има, бидејќи едно младо војниче од Авала, касарната во Авала, 85-та година, да речем, 1985 година, едноставно му побегнаа другарите и мораше да иде у кино, и тогаш имаше еден филм што се викаше Амадеус. И подоцна разбрав дека е од Милош Форман, дека тоа е оскаровскиот филм. Меѓутоа, не е само тој биографски детал дека го гледав тој филм во кино, осамен, во униформа и така натаму, туку наеднаш сватив дека едноставно мора да работам нешто што е барем приближно на музиката. Нешто за што немам образование, тоа е музиката, меѓутоа нешто што е совршено, еден тип на совршена уметност без која човек не може да живее. Подоцна да настапија тие сите фази во театарот и не знам зашто во една упразнетост, во една исполнетост од емоции и успех после Розенкранц и Гилдестер сватив дека мора да го работам Амадеус. Зашто ли толку не ме сакаат кога сум јас само едно добро човече? Ебе, да речеме дека сакам да напишам финале. Квартет што се претвара во квинтет, што се претвара во секстет и се понатаму и се пошироко. Колку би можело да трае тоа? 10 минути. Половина час. Да. Половина час. А звуците се умножуваат и издигаат сите заедно и сите како еден создаваат сосема нов звук. Се обложувам дека Господ така го слуша светот. Милиони звуци што се воздигнуваат и што се мешаат во неговото уво за конечно да станат бесконечна музика. Која ние не можеме ни да си ја замислиме. Да, тоа е работата на композиторите да ги здружуваат сечи мисли, а публиката. Публиката да стане Господ. Bona fortuna, Mozart.